почитуван министер, заменик министер, професоре, почитувани колеги, почитувани представници од академската јавност, почитувани медиуми, почитувани присутни гости. Сакам да се осврнам, да направам еден осврт на оваа материја, на еден начин кој што сметат дека ќе ви даде јасна слика за самиот поим, за самата постапка, дел искуствата, такви толку колку што ги имаме, и за дилемите пред кои што сме исправени во осмислувањето на моделите, односно на моделот на ветингот. Поимот ветинг има чудна и несекојдневна етимологија. Се појавил прв пат како израз кој се користел за да означи проверка на здравјето на коњите, како услов за да им се дозволи да учествуваат во надпреварувачка трка. Во поновата историја, ветингот како процес се наметнува најчесто во постконфликтните општества или општества кои што излегле од процесот на авторитарно владење. И овие општества се исправаат пред предизвикот како да се справат со вработените во јавните служби кои вршеле злоупотреби на човекови права. Најчесто земјите што излегуваат од лавиринтите на авторитарни и диктаторски режими и транзитираат кон демократија и мир, користат соодветни модели на проверки, адаптирани на нивните потреби, со цел да се осигураат дека насилниците или некомпетентните јавни службеници ќе бидат исклучени од идната јавна служба. Имајќи ги во предвид сите овие значења на ветингот, на денешната трибина ќе отвориме дискусија како да се спроведе ветинг во нашата држава, во услови кога дел од трките се веќе завршени, многу од тркачите се стигнати на целта, дел од нив дури и се наградени, а во суштина воопшто не требале ни да влезат во боксот, а камоли да учествуваат во трките. На крајот, треба да одговориме на прашањето како на транспарентен и објективен начин, без пристрасност и субјективизам, во постапка која ќе гарантира отсуство на политичко влијание, да го одвоиме оние кои учествувале во трките, а требало само да седат на трибините, од оние тркачи кои вистински ги исполнувале сите критериуми и стандарди да учествуваат, па дури и да победат, а не победиле, само заради фактот што еродираниот систем ги фаворизирал погрешните. Методот кој ќе го одбереме треба да нуди сеопфатен пристап, не само за исправање на недоследностите на системот во минатото, туку и гаранција дека примената на тој метод во идното профилирање на кадрот ќе овозможи минатото да не се повтори. Ефикасно, успешно, одговорно, законско и професионално работење не може без постоење на интегритет на секој работник поединечно. Иако звучи премногу симплифицирано, интегритетот на една институција, да го гледаме низ математичка операција, сепак на крајот на тоа се сведува. Збирот на поединечните интегритети на работниците кои секое утро влегуваат во зградата која се нарекува Министерство, влада и слично, е темелот на интегритетот на таа институција. И нема професионални, ефикасни и објективни институции, ако истите не представуваат множества на поединечни интегритети на вработените во нив. Процесот на проверка на тој интегритет де факто е ветинг. Тој представува составен дел на етиката и професионалните стандарди и е дел од заштитните безбедносни политики, креиран да помогне во идентификацијата и проверката на потенцијалната закана, ризик и ранливост. Овој процес представува алатка во идентификување на поединците на кои не им е местото во рамките на една институција, која е надлежна за владење на правото и почитување на човечките права. Свесни сме дека овој процес на ветинг, како реформска мерка, ги опфаќа пред се оние области на јавниот сектор кои имаат тенденција да бидат поранливи во областа на кршењето на човековите права и корупцијата. А тоа е не само полицијата, туку се и оние институции кои како ланец се тесно поврзани со полицијата. Тоа се сите области и на правосудниот систем. Убедени сме дека само кога тој комплексен процес е заокружен 360 степени и само кога ќе ги опфати сите области, ќе испрати јасна порака
за сериозноста на овој пристап и за подготвеноста за градење на силни институции во кои извршителите постапуваат и носат одлуки во секојдневното работење законски, одговорно и професионално. Да спроведете ветинг само во полицијата, неспорно ќе обезбедите одреден успех, но тоа е како да ја замените само едната гума на возилото, а скинати ви се сите четири. Не може да ги затвораме очите пред перцепцијата на јавноста. Не може да се занемари фактот за се уште загрижувачкиот процент на недоверба на јавноста во голем број институции, вклучувајќи ја и полицијата. Не може да се негира фактот дека граѓаните се уште не се убедени дека државата успешно се бори против корупција. Јас ги разбирам граѓаните и нивниот сомнеж. Ако во една институција која треба да се бори против, пример, фалсификувањето на јавните имате инспектори или службеници кои што имаат фалсификувани дипломи за средно образование, а станале во меѓувреме магистри и добиле високи функции во полицијата, односно во министерството, како очекуваме граѓаните, министерството и полицијата да ги гледаат како институција која што зрачи со кредибилитет? Затоа, сите оние кои учествуваме во процесите на менување на состојбите сме должни да им обезбедиме на граѓаните на оваа држава честни, кредибилни и одговорни работници, преку проверка и евалуација на нивните вештини и нивните компетенции. За жал, како што каже министерот, нема подобрен број компаративни искуства за да се направи сеопфатна и богата анализа на позитивните и негативните искуства во тој процес и предизвиците со кои се соочувале и ги менеджирале другите држави. Компаративното искуство за процес на ветинг во полицијата и судството има во регионот, во Република Албанија, а во другите држави се присутни одредени сегменти на овој процес преку континуирано следење и грижа на интегритетот на работниците. Во Република Албанија процесот на ветинг е започнат првенствено во правосудната област. Резултатот од ветингот на судиите во Албанија е од 75 судии и обвинители кои се подложени на ветинг, 30 се суспендирани и не го поминале ветингот, 15 самостојно се повлекле заради неможноста да го докажат потеклото на својот имот, кој го спечалиле откако се на тие функции. Моделот кој се користел во судството и обвинителството се пресликува и во полицијата, за да според нивните планови на крајот се заокружи со ветинг на пратениците. Согласно законот за ветинг што е усвоен во Албанија, критериумите за оценување на вработените се проверка на личноста, која опфаќа евентуална поврзаност на работникот со криминалните структури, проверка на имотот кој се однесува на што се однесува на целокупниот движен и недвижен имот на работникот, кој е во негова собственост или располага со нив и ги користи, тој или неговото семејство, вклучувајќи и други трошоци, и оценување на професионалноста која опфаќа проверка на знаењето, стручноста и компетентноста преку проверка и на работното досие на работникот. Процесот на проверка кој го прифатиле во Република Албанија е каскаден. Имено органи кои што го спроведуваат ветингот се надворешна комисија, составена само од 15 члена, која што е надлежна за проверка на вработените од висок ранг, централна комисија, која ги оценува вработените од среден ранг, составена од 45 члена, и локална комисија која ги оценува вработените од понизок ранг, која што е мислам 135 члена. Поставката во основа започнува со доставување пополнет образец од страна на секој работник поединечно за сите релевантни прашања и податоци, кои се проверуваат од страна на комисијата со увид во соодветни писмени докази, проверка во евиденции, непосредно со интервју и друг вид на проверки. Одлуките кои се носат може да бидат потврда за професионално вршење на работната должност, обврска за обука или престанок на работен однос. Интересен е податокот дека голем број вработени полицајци во Република Албанија воопшто не го доставиле образецот во предвидениот рок, поради што веднаш следел престанок на работниот однос за тие работници, без други последици за нив, согласно одредбите на законот. Овој факт е сам по себе показател не само за присутност на корумпираност, туку и за свесноста за тоа од страна на самите работници и нивниот избор што е можно побезболно да излезат од институцијата и со тоа да го избегнат
процесот на ветинг и последиците што тој ги носи со себе, уживајќи ја и одговорност. Законот во Албанија е донесен со подршка на меѓународниот фактор, со важност од 2 години, со што по еднократната проверка на сите вработени, процесот на проверка на интегритетот продолжува како редовна обврска, што се врши од страна на посебна организациона единица во Министерството. Ова е краток осврт на моделот во Албанија и на денешната трибина беа поканети колегите од Албанија да ни ги презентираат нивните искуства. Ако беа они присутни, јас ќе го немав овој дел во моето излагање, меѓутоа заради локалните избори и состојбите во Албанија не се присутни со нас и затоа јас решив да направам една без амбиција да ги опфатам сите детали, се обидов само накратко да го презентирам моделот кој што со кој што се соочив, односно кој што ни беше презентиран на посетата во Албанија. При дефинирање на моделот, опсетот и субјектите кои ќе го вршат ветингот во Република Северна Македонија, нашиот став е дека неопходни се следниве чекори. Да се утврди, и ние и на тоа работиме, да се утврди што е извор на проблемот и дали со ветингот ќе се реши истиот. Да се утврдат кои субјекти ќе подложат на ветингот, по кој редослед ќе се опфати процесот и колкав ќе биде опфатот. Да се создаде позитивна клима, дека ветингот се превзема заради заштита на работените. Да се надмине чувството дека ветингот се превзема заради политички подстапи. Да се намали стравот кај работените. За честните јавни службеници и полицајци секогаш ќе има место во јавната служба, во полицијата, во судството, ако сакате, и во јавното обвинителство. Вработените да бидат подготвени и обучени за спроведување на овој процес. Целосно да се согледаат и предвидат фискалните, односно финансиските импликации неопходни за спроведување на овој процес. А според искуствата во Албанија тие не се мали. Да има меѓународна, да се обезбеди меѓународна објективна поддршка како неутрален гарант за професионалноста и неутралноста при спроведување на процесот. Да се има во предвид чувствителноста на материјалите кои што ќе произлезат од овој процес и нивното обезбедување, односно нивното чување. Секоја од институциите да ги дефинира потребните обучени човечки ресурси, кога велам институциите, мислам во рамките на Министерството за внатрешни работи и полицијата, кои треба да ги заменат лицата кои нема да го поминат ветингот, со цел институциите во кои ќе се спроведе ветингот да останат функционални. Ова го зборувам заради тоа што сите сме сведоци дека Албанија се соочи со речиси колапс на судскиот систем заради фактот дека еден дел од судиите замина, а не беше нешто да заменува на нивните места. На крајот, сакам да истакнам дека раководството во МВР, како што и кажа министерот Спасовски, е подготвено да го отпочне овој процес свесно за сериозноста, сензитивноста и опасностите кои ги носи овој процес во општеството. Имавме доволно време да ги согледаме состојбите, да ги процениме штетите што се направени во претходната декада врз стручниот, образовниот, професионалниот, личниот интегритет на вкупниот корпус на вработени во полицијата и да заклучиме дека навистина сите реформи болат, ама уште повеќе боли ако свесно ги затварате очите пред проблемот, преправајќи се дека карциномот ќе го излечите со аспирин. Исто така сме свесни дека за овој комплексен и сензитивен процес да биде успешен, неопходно бара голема логистика, финансиска поддршка, обезбедување благовремена соработка на голем број институции, бара гаранции за објективност во пристапот, транспарентност на оние субјекти кои ќе го спроведуваат, да бидеме искрени, бара и инклузивност на сите субјекти, па дури и на оние кои во изминатиот период ја создадоа потребата за ветинг во нашата држава и го урнисаа кредибилитетот на институциите. Сега да се вклучат заедно со нас да ја поправиме штетата која е направена. На крајот да додадам дека убедени сме дека во овој процес ќе имаме многу сојузници, а сигурно
Сигурно најсилни поддржувачи, освен граѓаните кои сакаат да веруваат во силни и кредибилни институции, составени од вистински професионалци, ќе ни бидат и сите професионални, честни и посветени службеници и полицајци, кои тврдиме дека ги има во голем број во полицијата. Ветингот ќе ни даде можност ова тврдење да го докажеме.